каде што новите регулативи ќе бидат искористени за отстранување на неподобни кадри, оние кои што политички се сметаат противници на оваа власт и понатаму отворање на процес, ја очекувам, на партизација дополнителна на високото образование. Соработката со странските или со надворешните универзитети и колеги треба да се поттикнува и поддржува, но не вака со казни, туку треба да се мотивира. Знаете, многу е тешко вие да соработувате со да сте во некаков заеднички проект, ако не можете да дадете никаков придонес во рамките на тој проект, се на вашето лично време. Разбирате, значи во најголем дел од заедничките истражувачки проекти потребни се финанси. И сега едно е вие да го вложите вашиот труд, но сосема е друга кога може да аплицирате за кофинансирање при Министерството за образование и наука. Процентот кој се одвојува за наука во моментот во Македонија е драматично смешен и лош. 0,2%, така или 0,02% од реално е 0,16 за последната година. Ама тоа е многу низок процент и не знам по кој правила се доделува и по кои критериуми. Например, има и во законот од 2009 некои одредби кои треба да мотивират, ако објавите во странско импакт фактор списание добивате некаков паричен бонус, не знам 500, 600, 700 евра. Јас знам случаи неколку колеги кои се универзитетски кадар тука на општествени науки, кои имаат објавено по 1-2 трудови, кои имаат тоа уредно пријавено до Министерството година-две уназад и нема никаква реакција од тоа. Значи, иако или се исплаќа после години. Не, тие немаат никаква исплата, никаков одговор добијан. Така да добрата волја и одредбите сами по себе ништо не значат ако нема нивна соодветна имплементација и почитување на тие одредби, пред се една волја дека сето тоа се прави за да се подигни квалитетот на високото образование. Друга работа, со што спомнав, прво треба да се види кои се кадрите кои работат во високо образование, да се направи, ми се чини мене е потребна таа една темелна ревизија, а и во треба да се променат, ми се чини се може да е радикално, и е вон како се вика тоа, узансите, правилата и постапките кои се сега владеат науки, ние се уште го предпочитаме, односно УКИМ се уште го предпочита како доминантен, најголем и најстар државен универзитет, ми се чини менторскиот пристап, каде што вие имате како професор асистенти со кои што работите долги години, па полека ги градите, ги развивате, па да дојдат тие на ниво да бидат научни работници. Мислам дека светот го има напуштено во добар дел, барем Западна Европа, Америка, англосаксонскиот дел, го има напуштено тој пристап, има поголема конкурентност. Што значи тоа? Се отвора работно место за, не знам, професор, пак зборуваме за политички науки да предава, да речеме за политички системи, политички партии, тој е отворен конкурс, се явуваат повеќе кандидати, се прави кратка листа и понатаму се отвора транспарентно процесот. Неколку кандидати кои што се на таа кратка листа имаат јавна презентација на она што тие го работат како научници, кој е нивниот јавен придонес. Ме разбирате? Значи, една целосна транспарентност и отвореност на процесот и поголема конкурентност за стварно да дојде до израз да се изберат за наставно-научен кадар оние кои што имаат поголеми постигнувања. Во овој момент е една процесот на избор во звања или како професор или понатаму напредување во звање е во Македонија досега чувам во еден голем мистерија. Да се прави таа рецензентската комисија, дали се објавува во билтените, кога се објавува, дали билтените се штелува, ме разбирате? Значи, тоа сето треба да го осветлиме и да биде крајно транспарентно. Ако сакаме, ако имаме идеја, намера и цел да го подобриме квалитетот на високо образование. Ми се чини дека тоа би било еден добар одскок кој што значително би ги променило работите и сега би требало да се јави волја внатре во рамките на универзитетската фела да се на некој начин да се направи двојство помеѓу тој менторски систем и овај систем кој што овозможува на луѓе кои никогаш не работеле на УКИМ, кои што можеби не биле асистенти или кои што својот докторат не го добиле тука, ако сакаат да дојдат да можат да конкурираат и под еднакви услови да бидат земени во предвид како и другите кандидати. Ова конкретно реферирам на прашањето 4, под кои критериуми да се подобри
изборот во образованието и за напредокот во различната дејност. Ми се чини дека заедничкото именител на подобрувањето на квалитетот е поголемо вложување и од страна на државата и поголема поддршка на пред се на научната работа. Вие спомнавте нешто дека има подвоеност во Словенија за научни и педагошки работници. Мислам дека таа треба кај нас пофлексибилно да биде развиена. Ако некој предава 2-3 години, мислам дека тоа ги има во законот во 2009 да може да земе еден семестар или година дена, за да се посвети на научна работа, па со своите нови сознанија да дојде и да го не знаеме дека науката не може да биде конзервирана, не може, нема едно трајно сознание. Не функционира. Па тоа ми е зборот, значи треба да се овозможи, значи тоа е ова последното, како всушност државата да помогне. Да помогне со повеќе поддршка, а не со вака наметнување на... Со мотивација. Со мотивација, да. И мислам дека горе-долу во законските решенија од 2009 година има ова што спомнав симпак факторот дубиози, но има и добри работи кои што проблемот не е дека тие не функционираат и не беа доследно спроведувани, а за да бидат во иднина подобрени работите, мислам дека не е Министерството за образование и наука чинителот на институцијата која што треба да ги води процесите, туку може би одборот за акредитација, која сепак е институција која треба да се грижи за квалитетот на високото образование, треба да отвори еден континуира и посеопфатен диалог со сите универзитети, за да се воведат, ја повторно зборувам за политички науки, има добри примери од Англија, например, од Шведска и од други земји, каде што во рамките на фелата имаат воспоставено стандарди на квалитет. И по тие стандарди на квалитет тие имаат дефинирано, без разлика дали е, да речеме, за додипломска програма. Кои се стандардите кои треба додипломската програма да ги исполни, за да може да се рачуна дека тој што ја завршил, добил диплома политиколог и може да се излезе на пазарот за труд. Кои се стандардите за постдипломски, кои се стандардите за научна работа. Но тоа не е наметнато од некој бюрократ безимен и анонимен кој што седи во Министерството за образование, туку низ една дискусија внатре во рамките на самата фела дефинирани се тие стандарди на квалитет. Инаку, само да заклучам, последните овие настани, односно протестите од страна на професорите и на студентите, мислам дека се еден добар импулс кој што укажуваат на тоа дека на политиката треба малце да се подистави. Добра е волјата да се подигне квалитетот на високото образование, но пред се треба да бидат земени во предвид потребите и на универзитетскиот кадар и очекувањата и потребите на студентите во Индија. Благодарам. За повелете доколку добро. Пред да додам точка по точка, некои работи ми инициираше и колегата на оваа дискусија. Оно што сакам да го кажам на прочиталот, може ќе се согласи да може не битоа ќе зборувам за УКИ. Ја неколку пати сум го кажал, до ниво на додипломски студии УКИ мислам дават прилично солидни знания. Тоа е моето убедување, затоа што сум имал прилика да излезам надвор и да видам која е нивото и во многу повисоки образовни институции и во многу поразвиени земји со полна совест можам да говорам дека до ниво на додипломски студии ние прилично солидни знаења пренесуваме. Оногу се разбира колку што некој професор е спремен да тоа да го направи. Веќе на второто, односно третото ниво, тоа е поврзано и со многу повеќе средства, повеќе истражување, повеќе пари, така да тука веќе можеби малку и каскаме. Вика првата точка како ги оценувате настаните околу високото образование, се да не читам ја, викам да речем некои почеток на некои промени во високото образование почна со промените во средното образование. Некако веќе почна полека да се насетува дека тоа нема тука да заврши, да остане. Меѓутоа знаете како не германски свештеник, кога дојде во Втора светска војна, кога дојде по евреите, јас се чутев.
затоа што не време засега, кога дојде по комунистите исто да го прават, и кога дојде по мене, тогаш веќе беше касно. Така и ние, значи, два момента кај што ништо не изреагира. Тоа беше упадот под наводници во средното образование и по мене она акција на владата со преводот на книгите, за да сега поноси по глава ни дира дека тоа треба да биде основна литература по која што ние мора да предаваме и да ги дискутуваме владата. Немаше никаква реакција, дури напротив, многу бевме срекни и допишувавме наслови, кои наслови треба да се преведуваат, за да сега испадне дека ова не е тоа фактички нешто го бараме и дека се вадиме со лошиот превод. Не е така. Сите од нас запишавме кој наслов, лично не, и тоа многу од колегите запишат која книга, сака да не викам дека е лошо. Не викам дека е лошо. Меѓутоа сега тоа се бара, по тоа да се учи. К15 правеше скетчеви за вакви работи, по некои кулуарски моменти, владава со некои кажувања, кафански цели, а послободно ќе зборувам, направи закон за високо образование, кој што реално е по она што слушнав, а го делам мислењето, воопшто не е добар и не може да се реализира. Закон за од она време кое што е дадено. Конфузија сум целиот, ги читам сите колку што можам, овие дописи од професорскиот пленум и така натаму. И верујте, мислам дека ова афела, професорска афела, доби впечаток дека не е научена на ваков начин на игра. Не сме спремни на вака, да речем, безобразни упади, во смисла да ти влезе сега некој тука да ти каже што сега ти дај, а сега да видиме заедно, така натаму. Малку не сме спремни за тоа, затоа што и според работата што ја работиме, и според можеби когото на воспитување и сите фактори тука се земени, овој по-безобразен начин ние се уште не сме научени да го играме. Можеби затоа и владата игра на таа карта, на една дрскост, во смисол, еве, ние ви дадовме време, нешто разгледавте, ако разгледавте, дајте се да предложите, за да тоа го преточиме во некој закон со дополнение. Ништо не се направи. Тоа и добро што не се направи, затоа што е вака како што е направено, иако тоа веќе од еден првичен текст кој што имаше, сите знаете што беше, што се науки, од две страни со 16 пролет, односно 16 фонд, кој што беше повеќе една упаста за употреба, се преточи во еден закон кој што стварно не ни мора некој вика кој е подписник. Подписник е владата, не ни мора. Меѓутоа стварно лично мене ме интересира кој е креаторот на овие идеи. Или е човек кој што викам работи на Беркли, или е човек кој што поима нема од ваква работа. Значи нема средина. Јас такво чувствувам. Значи нема средина одека. Значи некој што работи вика дека за 10 години јас можам 10 труда да објавам, под предпоставка да не сум прв автор на сите, па да добијам два бода и да ги исполнам квантум од 20 бода, а другиот мисли дека се може, дека секој труд што ќе се пријави некаде, што вика колега на тие списанија, дека по дефолт мора и да се прифати. Не е така. Колку трудови се вратени, едноставно не го исполнуваат онаа содржина, онаа тежина што бара некој уредувачки одбор, и едноставно се вратени. Што да правиме тогаш? Баш кај тоа, значи каде се оние национални часописи, кои што реално можеби и треба да објавуваме, баш кај каде се друг вид на публикации, па мене се одим малку учебникот што го спремав, 5 години го спремав од 2010 година, кој што ми одзеде најголем дел од мојата научна активност. Затоа што тоа е читање на многу литература, која што понатаму да се предучи еден текст кој што ќе биде и разбирлив и опиплив за студенти. Така што велам, една работа која што ние меѓу нас ја зборувавме дека реално не е добра,
причините се многу, едно девалвирано средно образование, се што можеше да се запише на факултети и тоа после да се рефлектираше и со неквалитетно високо и со неквалитетен кадар што понатака можеме да го вадиме. Како функционира? Функционира без пари високото образование. Ја не знам се за други факултети, не можам да зборам, ќе зборам само за институцијата каде што доаѓам. Од 2010, може би порано, кога имаше, заклучно со овие 5 години, Министерството за образование и наука има финансирано кај нас само еден проект. Зборам за национални проекти. Некои од колегите имаат меѓународни некои што ги водат со Центарот за атомска енергија или со некои други меѓународни институции, меѓутоа Министерството за образование и наука досега финансираше од 2010 година само еден проект, што е абсурд. Не навлегувам во тоа, верувам дека не може сите, меѓутоа доста од колегите што аплицира, верувам дека има можност, квалификација да добијат проект и да водат проект. За истиот период, 2010 година, зборам, колегите од Агрономскиот факултет во Загреб има 80 проекти од Министерството за образование и наука. Значи 80 проекти. Може да замислите сега којато е сооднос, парични средства ќе ги добие од бюджета, поединците, и како тоа ќе се предочи, односно ќе се предочи понатака во некои трудови и така натаму, односно во поквалитетна настава со студенти и слично. Значи, прво и основно, функционираме без пари. Бирото, бирото јас кај што седам од 47 година. Значи, никакви други вложувања нема. Јас стално се расправам, дали тоа моја е должност да си го обновам кабинетот или тоа е должност на институцијата каде што работи. Дали јас треба да ставам клима, затоа што по играта на нешто да сум добил некој пари од некаде, или заради успешна моја работа, тоа треба да го направи институцијата. Така да видам, ние дефинитивно, зборам се за моја факултет, каде што работам, функционираме без пари. Може би ќе се согласиме кога зборувам за УКИП, мислам дека и претходните гарнитури влади, па и оваа гледа само два факултета, да спозна два факултета. Тоа се економски и право. И преку нивната призма понатоа или куди или фали. Дали е добро, дали е лошо. Само малку. Не е само проблемот што гарнитурата гледа, него и јавноста некако кога ќе гледа, мислим и кога се гледа за платите, например, кај нас се платите реално 30.000. Каде токму тоа, и сега ама кога ќе се спомне, овие зимат 100.000. И сега по играта на нештата, значи не ги перципираат тие 2-3 факултета, нека видат и вика, добро, што се жалите, имате толку високи плати, а ништо не правите. Тоа е едно, второ, под истите услови за избор во звање, како што вика колегата, и јас со 31 треба да ги исполнам и тој што има 120-130. Јас затоа викам, може би грешката е што некои правила не игра. Ние најпрво не си грешистивме во собствениот двор. Не е возможно, ниеден универзитет не функционира така, да имате толкова дискрепанца, толкова и разлики во плати од една институција во друга, а припаѓаат на исти универзитет. Никој платите личниот доход не го билда затоа што ветерина има 20 студента, а економски има 270. Во најдобрите економии во светот, економски, односно медицина, секој се поинтересни од земјоделски. И секој ќе имат повеќе студенти. Но тоа не значи дека редовниот професор таму на медицина со редовниот професор на земјоделски имаат различни плати. Не доаѓа во пред. Така е во Загреб, така е во Словенија, така е во Белгија. Никаде вакви разлики го што. И сега затоа викам, од една страна треба да се бориме, да застанеме рамо до рамо сите заедно, а од друга страна некој не доверуваме фаќа се. Затоа викам, мојот и нивниот буџет е 1:4.
а се бориме за истите права. Се бориме за истите права, што мислам дека не е. Меѓутоа, повторувам, тоа беше проблем кој што ние и никако не успеавме да го... Еднаш на професор Мартиновски, дека беше ректор, му спомнах за вакво нешто, ма немој да отвариш тоа, така пандорина. Немој воопшто да се обидуваш на такова нешто. Тоа не може и не може да се реализира. Разлика, добро, штип кој што се пак другачи они организират. А ништо, сега вика, каков е вашиот став со задолжително средно и образование? Па добро сега, ја не ги знам оние статистички велики параметри, меѓутоа ние, колку што знам, Македонија не е баш, не котира високо на писмена нација. Сам не знам што се подразбира под писмена нација. Дали само да се подпишеш и да имаш текст па да прочиташ, дали некои други вредности се взимаат за да се земат таму. Меѓутоа, пак ќе речем, немам нешто ја, некој голема против дали средното да биде, нека биде задолжително. Меѓутоа, критериумите понатака за студентите да влезат на факултет треба да бидат многу по-строги и по-селективни. Многу по-строги и по-селективни. Па замислете, ја пак ќе речем се наш пример за оваа година, значи учебната 2014-2015, ние запишавме 86 студенти со доволност. Значи, деца што не успеале тројка да добијат во текот на школувањето. Тројка не успеале да добијат, ние треба да работиме со тие деца. Може би тој ниво сон не му текнал дека ќе сака да се запише. Меѓутоа, кога некој му дозволува тоа, се што ќе се запише, мора да студира, зашто да не се запише, за сметка на тоа фондот си ги билде оние проценти подоле на невработени луѓе. Тој иначе треба таму да отиде, да се запише во тие структури, макар не треба таму да отиде, него ќе студира. Колку што треба. Се види дека тој проект не е добар и сега ќе се уведе од државен сектор. За тие упади во автономијата на факултетот, тоа не треба да говори. Сите го знаат. Јас дури се зимав некој, го двоја законот, некои параметри за автономија и така натаму, што е, така да не треба да оптеретувам со тоа. Така да комплетен упад во високо образование, односно пред себе автономијата. Автономија на универзитет опфаќа академска слобода, самостојно одлучување и управување и непроведливост на универзитетскиот простор, пат под академска слобода ги наведува едно чудо работи што влегуваат на академска слобода. Исто дека се согласам со колегите, што треба да се направи, да се подигне. Само поголеми проектни вложувања, кои што ќе придонесат прво до подобра, пак речем, и настава, подобар втор циклус, затоа што многу од тие проектни вложувања понатака ќе бидат поврзани. Впрочем, и тој еден проект, јас што го кажам, јас го водев, беше постапот на тој проект, беше беа и два магистранти, така да беше така и конципиран. Така да може да, значи, не е тоа некоја голема пара, меѓутоа може да се направи. И не само државата. Ние никако не успеавме да го анимираме приватниот сектор. Да продолжиме во наука. Но, еве, јас сум на факултет од 97-ма, претходно бев во институт, може би вие си имате други примери, ниеден приватњак не влегол со конкретен проблем, како што ги има многу голем, ќе дадам 20, 30, 50 евра, значи оваа проблематика сакам да се реши. Овие бројки, милиони, тоа не се милиони, тука се милиарди. Ohio State University има годишен буџет од милиарди долари. Меѓутоа, верувајте, тоа се огромни пари од приватни.
програматори кои што буквално сакаат, кои што имаат голем бенефит. Ние до сега не успеахме да некој го зборам за нашата студија, дали тоа ќе биде алкалоид или не знам кој пелагонија, кој што со конкретна проблематика се разбира добро финансиски, солидно финансиски проблем, ќе барат да им се излезе на пресед, да им се реши некој проблем, кој што бе проектно нека биде преточен. Така да во тој дел државата да, меѓутоа во голема мера и приватниот сектор го гледам кој што може реално да влие врз подобрување. Приватниот сектор, знаете, кај нас она што беше приватно си направија своји школи и прави оно што се прави, една нелојална, мада јас ќе речам, приватниот универзитет никогаш не бил, не ни треба да не биде конкуренција. Тоа си, они си работат некои своји правила на игра, кои што мене не ме засега. Денес го отварат една студиска програма, утре ја гасат без никаков обзир према тоа дали имало студенти или немало студенти. Ова што и сегона за што импакт фактор треба, не треба и така натаму, потполно се согласувам. Значи некој вредносен, односно критериум мора да се и до сега постоеше, со тоа што ги земамо предвид не само трудовите во часописи со фактор на влијание, како што викате, дури по стариот закон, ако сега како стодел избор во звање, се водуваше и проекти што сте ги пишувале што не било добре. Значи и тоа имаше бодови 0,5. Значи со такви работи се служи. Лично ова не ми се бендисува ваков начин на бодување 4-2,5-2, како што сега се предлага со закон, затоа што во една тимска работа вие не можете да одредите кој што колку е влогот. Јас сега на колеги им го зборам на работа, како логови сега Ангелов да му рече, па твојата медаја ако освоиме ќе биде многу мала. По-добро сребрна ќе освоиме. Волка, не, пошто ти влезе 2 минути, ти малечка медаја ќе добиеш или нема да добиеш. Значи, кога се пишува труд, кај што имате 4-5 автори, значи, вредноста на секој е на исто ниво. Нема 5, нема 4. Во многу трудови, кај што сум јас прв автор со колеги од Германија, веруете, мојот придоден бил 10%. 10%. Секогаш за тој што го прима трудот, за тој некој часопис, многу е битна личност со кој кореспондирате. Она corresponding person. Ако сте вие, вие сте главниот. Вие сте главниот. Не сум ја независно што сум прв. Се дали од незнање, луѓе се фати за тој веб обсеан, така што, да, треба да се верификува, меѓутоа не само што вика колегата, не само трудови. Каде се монографии, каде се дел од учебник, поготово со колеги од странство. И се има едно чудо дејности каде што ние на еден или друг начин можеме да се во печатена, односно пишувана форма да се реализираме и се до тоа на некој начин да биде вреднувано. Јас дури имав и некој, на времето имав некои замисли кои што реално не знам колку се остварли, меѓутоа кои што може да се размислува. Како едноставно да се направи дистинкција помеѓу мене и вас, како пред некој тело. Едноставно, самото наше министерство да располага, карикирам, со 3 фонда на научно-истражувачки проекти, некој базично 7-8 илјади, некој средно дека 12-30 илјади и некој високи од 100 илјади, кај што реално може да аплицира некој што стварно и објавува во Web of Science, и е познат во меѓународна заедница и така натаму, кој што едноставно има петља тоа да го направи. Моето ниво, например, е до овие што се средно, ако успеам да значи некоја таква градација да се направи, за да
некој што повеќе пише во тие часописи, едноставно му се даде шанса да конкурира на буџет, поголем буџет на научно-истражувачки проект. Јас да не можам. Велам, не знам дали тоа може, меѓутоа чисто како... Може и Хрватите имаат